Glumcите заминуваат сире, тивко, бучно, тајно, јавно, случајно или намерно, ненадејно или правно, се откинуваат од магичниот театарски круг, исчезнуваат, остаруваат, па и паметуваат. А зошто да не? Учевме во најдоброто училиште за смеа и солзи, радост и тага, среќа и мака, вистина и лага, добро и зло, љубов и омраза, за се она што доаѓа од срцето на сите луѓе. Учевме од театарот. Да, театарот подучува, твори слики невидени, раскажува, нахранува, охрабрува, создава јазик разбирлив за сите, создава трајно единство на автори, актери, гледачи, не штити, не засолнува, не сака. Генерации глумци заминуваат, театарот останува, обстојува, пркоси на просторот и на времето. Паѓа, се крева, се урнисува, се издигнува, се спротивставува, заздравува. Преживува се, беда, сиромаштија, конфликти, војни, делби, цензури, клучни кругови, чести кризи, смени на генерации и секогаш истото прашање. Може ли театарот од ова долу подолу? Театарот му пркоси и на филмот. Кој ќе надвладее, филмот или театарот? Стравував од доминацијата на филмот. Театарот пружа игра, нуди неповторливо задоволство. Театарот го чинат живи луѓе. Филмот нуди одредена приказна, но театарот нуди живот. Театарот е уметност на живи луѓе. Театарот е лековит, ослободува од страв, а ослободен од страв човек живее, се радува, создава, задоволен човек оди во театар. Човекот на нашаво време живее во страв и се прави за да го потисне. Глумецот е тој кој треба со својата дарба да го растера стравот кај другите, но и кај него лежи тој пусти страв, страв од вчера, од денес, од новото утре, страв од неуспех, страв од успех. Па јас, третиот чинител на трајното единство, автор, актер, гледач, стравувам од новата можна самоцензура на уметникот. Стравувам и од новата битка на театарот со интернетот. Театарот за нас е диалог. Интернетот е диалог на поединецот со светот. Секој прави лажна представа за себе. Секој има свој Facebook и секој сака да се презентира и да создаде свој имагинарен свет. Секој свесно или несвесно става маска, игра своја игра, некоја улога во животот. Та нели целиот свет е театар? А светот е сцена, ќе напише Шекспир. Најточно ќе прозвучи латинската изрека Totus mundus agit histrionem, светот цел во глумење се дал. Во театар, под режисерската рака, глумецот ја отврла маската, се разоткрива себе си. Секоја улога ја откинува од животот, за да биде веродостојна, за да му се верува безрезервно. Во театарот влегуваме како поединци, твориме како колектив најразлични представи, добри, просечни, интересни, зачудни. Потребен е долг период за да се појават врвни дела. Магичен круг. Новото време носи нови предизвици или стари. Историските прилики може би се менуваат или повторуваат, пак врамени во круг. И битката се повторува постојано иста. Театарот сака да ја зачува својата моќ, за да може да твори, да креира нов свет, да дзирка во забранетото, да ја открива вистината, убавината, да ја препорачува и поезијата, толку потребна на овој свет, а глумецот ќе сака и ќе треба да ја дарува. Тоа е и наша мисија, да им ја вратиме на луѓето вербата во соништата.